Почитувани медиуми, ова е документот кој што е директно признание на власта дека 500 семејства во АД Водостопанство веќе трет месец немаат земено плата. И додека има пари за скапи вина, луксузни коктели и јадење за Николовски, Димковски и нивните сопартици од СДСМ, директорот Селами ги принудува вработените да потпишат спогодба дека се согласуваат платата за мај месец да им биде исплатена во јули. Да, добро слушнавте. 500 вработени во АД Водостопанство ќе земат мајската плата во јули. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Вработените немаат плата и платени придоноси веќе 3 месеци. Исто така предпријатието нема основни средства за работа, резервни делови, нафта, кои се неопходни за непречено функционирање на истото. И ова е премногу сериозен проблем, но повеќе од очигледно е дека власта и понатаму е глува на оваа алармантна ситуација. Помеѓу овие 500 вработени, има луѓе кои имаат потреба од секојдневна медицинска помош, им е потребно здравствено осигурување. Има луѓе кои што имаат кредити, а веќе доцна со своите исплата на рати. Има луѓе кои што имаат мали деца кои што чекаат храна од своите родители. Почитувани, порачуваме до менаџерскиот тим на АД Водостопанство и до министерот Димковски да престанат да прават притисоци и закани врз вработените кои си ги бараат за останатите плати, а кои што им се честно и поштено заработени. Ова е срамот. Ова ли е животот што го ветувавте во изборите 2016 година, а денес си играте со човечките судбини на 500 семејства? Господине Заев, овие 500 вработени во АД Водостопанство не може да скенираат фискални сметки, затоа што немаат пари со кои што може да си купат нешто. Овие луѓе ги оставивте без леп, а сега ги принудувате да потпишуваат спогодба со која се штитите од тужба за крваво заработените пари на работниците. Непроценлива штета трпат и илјадници земјоделци ширум Република Македонија, кои чекаат на услугите на блокираното предпријатие. Целосен дебакал. Кој од кој е пооштетен? За оваа ситуација одговорност мора да има. Недомакинското работење и раситништво ќе го платите на наредните избори. Ви благодарам.